секогаш од лице место, секогаш со актуелна тема, така и во ова вклучување. Ќе говориме за една изложба која што ќе се одржи всушност во културно-информативниот центар во четврток, и оваа изложба е насловена, односно има интересен наслов, насловена е "Повисоко од себе си". Што значи овој наслов и за каква изложба станува збор, секако од мојот денешен гостин во продолжение Тони Шулајковски. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро. За каква изложба станува збор и верувам дека самиот наслов ја кажува приказната за оваа изложба, односно има скриена порака. Да, инаку ова моја 56-та самостојна изложба, на прв пат пред публиката се представам со портрети, но портретот не е баш поентата на самата изложба, е дел од приказната, повисоко од себе си. Кога човек ќе се осознае себе си, кога ќе се поврзе со себе си, ќе види кој е што е, тогаш се оддалечува и го надминува своето его. Кога го надмине своето его, ги гледа и потребите на другите, на тие, на најблиските, пријателите, роднините, на сите тие што го окружуваат. А делот од изложбата е фокусиран на емоциите. Емоциите се представени во облик на женски лик. Тоа се 25 различни карактери, различни емоции. Но емоциите, сите ликови се различни, но емоциите се повеќе доживеани во последните 4 години, колку што трае концептот на мојата самостојна изложба, и самите ликови си имаат своја заедничка нишка. А тоа е надминување на основните работи што не обкружуваат, не поврзуваат, како битисуваме заедно, како размислуваме заедно. Значи, не секогаш да мислиме само на себе си, кога се поврзиме и со другите, тогаш ги гледаме и потребите нив. Може би имате некој омилено дел, односно некој умилен портрет, и колку портрети се во склоп на оваа изложба? Инаку концептот е почнат и порано од последните 4 години, пред 7 години почнав да ги сликам портрети на овој начин. Омилено дело ми е секое дело што ќе излезе од мене како дел од себе. Значи кога оставаш... Не, обично немам. Па и го ќе прашаш некој било кој уметник, нема некој посебно дел од сите дела, му се некој дел од своето искуство, од своето доживено. Тоа што го доживува тука околу него. Мислам, најважно е тоа што ќе го оставиш. А тоа што ќе го оставиш, треба да го достигнеш нека порака луѓето да видат што си направил, што си создал. Оваа изложба започнува во четврток, до кога трае и дали е отворена за сите оние кои што се заинтересирани? Да, на 19 во четврток ќе биде отворањето во 20:00, трае до 5 ноември. Сите кои се заинтересирани може слободно да дојдат да видат нешто многу поразлично од тоа што јас до сега сум го представил од мојот свет, зашто и самите портрети не се на обичен начин представени, на неки поразлична визуализација, имагинација и со свет и позадина од моите емоции. Ова не е ваша прва самостојна изложба, потука ќе ве прашам нешто и при самиот крај, да кажете колку изложби сте имале самостојни до сега, верувам и надвор од Македонија? Да, ова моја 56-та самостојна изложба. Во последно време не правам толку често изложби, на почетокот на кариерата доста почесто. Правено во Њујорк, во Берлин, Софија, Белград. Имам групни изложби буквално низ цел свет. И сега за сега планирам и други самостојни изложби надвор од државата, Хрватска, мислам Холандија и така. Каде ви е подраго да имате изложба, можеби кај нас или надвор од Македонија? Каде е поинтересно? Каде има повеќе посетители кои што се заинтересирани за таков тип на изложби? Сега веќе светот е малку глобализиран и секаде енергијата е скоро слична и конекцијата со публиката е секаде различна, и тука е интересно, и надвор е интересно. Битно е да се представиш и да видиш и го ќе се представиш што е тоа што си го направил и како можеш да продолжиш понатаму. Се едно е каде се представуваш.
Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека се ќе помине во најдобар ред на ова изложба во културно-информативниот центар и секако и во иднина ќе разговараме за вакви нови изложби кои што ќе ги спроведат. Благодарам.